Еден ден уставобранителите кои сега скапуваат за дрешетки ќе бидат народни херои. Осудата на лицата за случувањата од 27 април 2017 е политички прогон, велат охрѓани и бројните присутни кои во знак на поддршка денеска на дел од бедемот на Самуиловата тврдина кај Долнапорта го поставија 40-метарското знаме со сонцето од Кутлеш. Зборуваа како го доживуваат апсењето на 16 темина обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и што говори тој чин. Тоталитаризам. Говори тоталитаризам и говори дека ние македонците во сопствената држава сме заробени моментално, но ќе се ослободиме. Луѓето кои треба да бидат на слобода моментално се во затвор и ние денеска само иницијативно загрижени граѓани, загрижени македонци излеговме овдека, се собравме, го развеавме македонското знаме и упатуваме порака до сите, значи и сегашни и идни функционери дека тие луѓе треба да бидат на слобода. Присутните на денешниот собир бараат слобода за македонските уставобранители. Според нив тие се жртви на однапред смислен изрежиран настан. Кај мене чувството е гнев во однос на државните органи и пресудата за овие луѓе кои не се криви, кои беа наседнати, значи нема извршено ни убиства, ни никакви работи, а лежат по затвори. Значи за убиство се лежи 2 до 3 години, а овие им беше дадено по 14 години затвор. Срамота невидена. Како ќе дојдеа на власт, ако не ги отвореше Љубен Арнаудов вративе, како ќе дојдеа, како ќе го донесеа тој Заев на власт да е, ако не се десеше то, му всеа Стравковски на народов, да зачутит и вистина, едно време ги зачутија. Арно, ама ево се креваат народов, ево гледајте какво знаме извеавме за нив. Иначе 40-метарското знаме првично сакале да го развиорат горе на Самуиловата тврдина, но не им дозволиле. Настанот помина без инциденти, а во чест на уставобранителите Охридскиот пркос го искажаа и низ песна. Другари, верни другари македонци, кога ни село врвите, со коњи да не тропате, не тропате.